Здраво на сите, нова епизода од нашиот подкаст на гости кај Прилепченец. Зашто се вика подкаст то така, то ќе го дознаете во последната епизода од првата сезона. А сега благодарение до сите оние без кои ова идеја немаше да се случи. Првенствено до локацијата на која што снимавме, до пицерија Таверна 1990 и до домајчино Менде Младеновски, а воедно и наша логистика сите овие денови. Благодарение до Бојан Илиевски, директора на фотографија и на светло, благодарение до Јосиф Трајковски камера, благодарение до Љупчо Тодоровски, дизајн на звук, благодарение до нашите пријатели, стоматолошка ординација Караџовски, пекара Алекс и мое пазарче. А сега нешто за гостино во оваа епизода. Ни гостуваше девојката што не освојува врвови, туку живее моменти на највисоките планини по светот. Муабетевме со Маријана Ѓоргиевска. Живели? Ај, живели. Вака почнуваме со сите. Ти и Ангела сте први што пијате вода, изгледа. Така, ве влечи на кај... Здрав живот. На кај здрав живот. Што е, Маријана, здрав живот? Се она што ти прија. Што е здрав живот за те? За мене што е здрав живот? За мене што е здрав живот? Да можам да ги сакам, да сум во состојба да можам да ги сакам и бубамариве, и птициве, и луѓево во теков на денов. Значи ти сакаш да имаш состојба. Без некои стимуланси, без нешто, значи вода на сабајле да се напијам, да тргнам во денов, да имам енергија сите обврски да ги извршам квалитетно и во текот на цел тој ден да имам љубов за значи, за да себе. Да имаш добар инпут, за да имаш добар аутпут. Значи за да можеш да ги сакаш, мора нешто да примиш што ќе се чувствуваш добро за и да му даваш на другите енергија да се чувствува добро. И што е тоа што примаме? И па еве ти сега си кажа вода. Добро, вода. Затоа еве и слова. Гледаш. Стварно неверојатно е колку е денојве баш ми почувствував потреба кај што ми вика организмов деливер, ако си во Прилеп, ако можеш на секој чош да јадиш превкусна македонка и да пиеш со другариве пиво и да седиш до касно на вечер и да ти биде сето тоа прекрасно, ама чекај малце застани, ај него пред тоа пиеј малце вода и јади малце појче салати. Па добро, се ако спомниме ние Дарвин, ако навлезиме длабоко во минатото, значи ние сме настанати од водата, ние сме голем процент вода и затоа ни е потребна вода за да функционираме и да се чувствуваме здраво. Тоа е тоа. Неопходна? Па неопходна. Што значи кој ќе се подготвуваш за некој твој експедиции, патешествие? Нешто ми е интересно во тој свет колку се прави математика за кој ќе се тргнува во некоја експедиција, колку малце се носи вода? Не. Не? Баш напротив. Еве, гледај, не случајно изгледа го почнавме муавето со водата. Значи, пред да тргнам некаде, да одлетам, за да одам некаде, за да качувам, веќе организмот го научувам на поголема количина на вода. Во принцип, јас заборавам да пијам вода заради работни обврски и сето тоа. Секогаш на биро на работа си имам шише со вода, дури некогаш ако не го испијам во текот на денот, пред да се заминам од работа, застанувам, го пијам, пошто знам дека ќе заборам. Затоа кога ќе одам на планина, определен период пијам поголема количина на вода, а веќе кога си на планина, правиме муабет за висока планина. За било каде ти треба вода, али муабетов сега
е за високите планини. Водата ти е потребна за добра аклиматизација. Аклиматизација значи телото да ти се привикне на определената надморска височина, бидејќи на таа надморска височина имаш намален процент на кислород. Доколку немаш во организмот кислород, значи мозокот и сите органи ти престануваат да ти функционираат. Ако не ти функционираат, за џабе си појден таму, нема ништо да направиш освен некоја белја или то, најлош случај. Значи јас во принцип математиката кога веќе ја спомна, ако сум на надморска височина од 3000 метри, пијам 4 литри вода дневно. На 4000 5 литри и така. Значи водата е тоа што ти го храни мозокот за да можеш мозокот со кислород за да можеш добро да го приспособиш организмот, односно да се аклиматизираш и да ја оствариш целта заради која што си пошла. Целта не е за да се качиш само, туку да се качиш и да се симниш безбедно. И да се вратиш, значи. Пошто најголем број од несреќите кои што се случуваат на планина се случува на враќање, бидејќи горе еуфорија, веќе си истрошен, определен период си бил таму, емоциите работат и за надолу секогаш се случува за жал несреќите. Значи правиме муабет за планини, односно врвој со надморска височина над 3000. Над 3000. Тоа веќе спаѓа во веќе навлегуваме тука во високогорство. Значи планинарењето како гранка од спортска активност, да ја наречам, има повеќе точки, ограноци или делови. Значи јас конкретно се занимавам со високогорство. Високогорство представува искачување на високи планини од над 3000 метри надморска височина, каде што нема потреба од големна употреба на техничка опрема. Односно каде што патеката по која што се движиш нема наги под 45 агол од 45 степени. Има, значи, моменти каде што, значи, пак не можеме да направиме ние чиста распределба помеѓу високогорство, качување, значи самото пешачење низ планини или сите, значи има комбинации, има сегменти каде што се качуваш по карпа, има сегменти каде што одиш по јаже, има сегменти на рамен дел, значи има сегменти каде што прескокнуваш ледници долу, има бездна. Али во главно високогорството е тоа и јас се занимавам со тој огранок од планинарењето. Со високогорство. Да. Значи со врвој над 3000 метри. Да. Колку си била највисоко до сега? Највисоко сум била на 6962 метри надморска височина. Тоа е на Андите во Аргентина и Јужна Америка. На врво се вика Конкагва и тој е највисокиот врв во светот со исклучок на азискиот дел, односно бидејќи таму се наоѓаат сите 8000-арки. Уште еднаш височина? 6962, значи 38 метри помалку од 7000. Го памтиш, иначе пред почетоков на разговоров ми рече Далибор, немој се многу со бројки. Не сум баш добра со бројки, бидејќи работам со многу луѓе, со различни имиња, со различни податоци кои што мора да ги памтам и тој дел од мозоков ми ја малце западе. Така, тој е резервиран за професионалното. Да, ама не, и плюс, значи сум била на многу места каде што навистина е тешко да се запамтат сите висини, сите точни бројки, а не би сакала да сгрешам. А од друга страна, познавајќите, мислам дека и како ти кажам, таа формалност некако после му е многу поатрактивна и поинтересна на другиве со бројки да се расфрла отколку човекот што го изодува тој пат. Не сум тип на човек како што кажа ти познавајќи ме, али како што јас имам запознаено многу луѓе. Чекај, на која висина сум сега? За колку време стасав овдека? Пулсо колку Да, се случува во теко на експедицијата луѓе да се оптеретени со тие некои формалности? Леле, изодевме денеска 10 километри за толку, планирав вака. Ова височина ја искачивме. Значи јас многу често, значи луѓе ме прашуваат, планирам денеска Маријана да се искачувам на Козјак. Каков е?
колку време треба, која висинска разлика се искачува, за колку време ќе качам. Значи не се занимавам јас со тоа и никогаш не се оптеретувам, дури некош се изненадувам самата себе си кога ќе видам или слика со слика кога е сликана и добра сум или денеска ми е био мој дан. И така. Значи имаме луѓе што тука се да речеме обседнати на некој начин од тие некои формални достигнувања или некои зацртани точки што јас треба да ги остварам на патов, временски, висинава, а во тие моменти сонцето, во тие моменти погледо, во тие моменти некој мирис, што не ужива на таков начин? Не, во главно сите сме различни, сите имаме различни моменти на уживање, јас се обидувам сите да ги разбирам. Мене денеска ми исполнува да одам да собирам чај на Козијак и ќе бидам таму 8 сати. Некогаш денеска ми е таков дено и тргната сум, сакам да ги скачам за сат и 15 минути со одење, не со трчање. Утре сакам на секоја можна карпа да застанам и да пијам пиво или да правам слика. Значи, сите луѓе си најаѓаат убавина различна и некој едноставно се исполнува себе си правејќи го тоа. Така да не можам да речам дека се обседнати. Да, можеби некогаш според моите гледишта тоа е премногу, ама пак ќе речам сите сме различни. Мојата вистина не е нивна и обратно. Само коментиране, иначе ги разбираме, секој си има начини во кои што ќе си најде некоја сатисфакција. Кај дури сме во Јужна Америка. Како изгледа една подготовка, како изгледа прво кој ќе му дојде на човек како идеја да оди во Јужна Америка и да искачи тако врв, значи прво идејата, после одлуката и од кој ќе се решиш, значи ова е она што сакам јас да го реализирам, подготовката и после малце ќе ни кажеш за самиот пат. Идеите ги има. Значи кога ќе почнеш да се занимаваш со едно нешто, ги шириш видиците. Јас никогаш не предпоставував за себе си дека ќе почнам да планинарам на толку високи врвој или дека ќе го направам тоа што досега го имам направено и уште понекогаш не сум свесна што имам направено, бидејќи секојдневно кога ќе се сретнам со некои луѓе, здраво, како, честитки, супер, јас знаеш, не секогаш сум свесна што имам направено, можеби со тек на време ќе го сварам нештото, дали дека се уште имам идеи, како што рече, што ми се во глава, кој што мислам дека го немам достигнато максимумот, па да бидам свесна што сум направила. Идеите се раѓаат кога сите имаме определен пат, кој што сакаме да го изодиме и за да го изодиш тој пат, имаш определени станици. Прво беше Монт Блан, беше Елбрус, Конкагва, измеѓу, значи... Монт Блан е првиот над 3000? Да, првиот врв воопшто кој што сум била во соседниве земји, али конкретно каде што треба посебен планинарски пристап. И од денешна гледна точка, кога ќе се сетам со која опрема, со кој ум појдов таму, си викам мамо, браво, како издржа да бидеш здрава и жива и со памет добра кога се вратив, пошто навистина многу неспремни, многу наивно појдов на тој врв, не знаејќи што ме следи понатака. Али веројатно успехот кој што го постигнав и сите коментари, да речем комплименти кои што ги добив за возврат од луѓе кои што беа навистина искусни, кои што биле речи си секаде во светот и на Монт Блан беа како еден вид на викенд, ми дадоја кураж и стимул за да можам да ги превземам следните чекори. Да не ја ширам многу приказка. Ако не мора да одиме кон каква Јужна Америка, остани. Гледаш, јас изумив дека може и ододе малце да почнеме слободно. Кажи ни малце за прво. Па не, значи тоа беше сосем... Што значи ова што луѓето, за кој што Монт Блан беше ко дневна екскурзија,
се подразбира Не, од дневна тоа дека во се работи за причина, искусни. дневна во причина, да, заради тоа што искусни биле на многу претходни врвови, експедиции, технички позахтевни. Многу луѓе се кај на себе, че речам, че зборувам, општо не сакам некој да се препозна и да свати погрешно, се диват на височината. Мислат дека колку е врво повисок, толку е потежок. Не мора да значи. Јас досега најтежок врв ми бил највисокиот врв во Германија, кој што нема ни 3000 метри надморска височина, кој што го одев 18 сати во правец. Можеби заради времето кое што беше такво како што беше, можеби за тежината на стазата и пристапот кој што го имавме ние за кон планината се вика се уште Ѓаволска долина. Кога се појави вгоре, луѓето се крстеа. Значи, сакав да кажам, се враќам на муабето за Монблан. Не значи дека биле викендашки таму, значи тежината си ја има самата планина, самите Алпи се многу непредвидливи. Али сакав да кажам бидејќи тие биле и поискусни од мене и па нивните зборови ми дале храбро за понатака. Тие приметува некој одлики, некој талент. Па да, се познава. Се познава кога човек го бива. Значи, вака има една изрека помеѓу нашиве кругој. Се вели високогорец не се станува. Високогорец се раѓа. Или те бива за тоа, или не те бива. Ти можеш да се убиеш од тренирање. Да се убиеш од качување, од такви мерења за колку време, како шо, али кога ќе се качиш таму, кога ќе осетиш висината, кога ќе го осетиш недостиго на кислород, кога ќе го осетиш недостиго на удобности кои што горе-долу сме навикнати на овдешното живење, тогаш сваќаш дали те бива или не те бива. Затоа што сум видела луѓе кои што се навистина спремни, физички спремни. Ама на асфалт. Овде ќе речам, овде еве да се рачуна тоа до 3000 метри. Али таму горе потфрлиле. И обратно. Имам видено луѓе кои што, вака да се изразам слободно, мекуши, ама горе се зверои. Значи, психата е... Чекај, тоа е психата? Психата, да. Психата е многу битен момент. Да се вратам еве на првично прашање што ми го постави за Конкагва. Значи, имаше луѓе, бидејќи таму бевме 1 месец, спијавме во шатори, во базен камп, на 4300 метри надморска височина, некапени цел месец, со иста гардероба, со горе-долу еднолична храна, со вода, која што овдека не исполуваме, а таму ја пиеш, а свајчаме дека го објаснивме моментов дека водава е и то како потребна на планината. Имаше луѓе кои што веќе ја завршивме аклиматизацијата, совршено добро ја се прилагодија, чекавме добро време, пошто чекавме 3-4 дена за добро време, и веќе психата им попушти. За џабе тие има се направи. Некоја вика, луѓе, јас не можам, ајде да си одиме ексики врв и што сака нека биде, ајде да си одиме. Или ова, уште еднаш јас да го направам сад и никад више. А имаше луѓе, Вау, шо е следно? Да, ама чекај се. Морам овде малце да застанам. Месец дена, велиш? Да, месец дена. Месец дена сум на пат, одиме, планинариме. Предпоставам од она јаш имам нешто видено. А Конкагва, значи, долго трај, ама нема некој нагли успони, така? Па, рачуне почнуваш од 2000, завршуваш на 7. Нема нагли успони, само 5000 метри. Треба да Треба да искачиш, да. И се таа експедиција трај? Месец дена. Да. Че ти месец дена си на планина, живеш месец дена немаш удобен кревет, немаш да си пуштиш музика, да си порачаш пица. Имаш? Ако имаш пари. Она што јас си се почестив себе си ко се симнав од Аконкагва е... Да, се почестив, немој да се смееш, значи ова е злобно. Обожавам компири, обожавам помфрит. Едно нолкаво вака тајнирче со помфрит на 4300
$35. Можеш да се почестиш, затоа да реков имаш и пица. Значи има на Патов. Има, значи тој базен камп е втор по големина во светот, после онај за Еверест во Непал. Тука имаш највисоката ликовна галерија. Типов го заборев што е сликаров, што е таму, значи влезена е во Гинис. Тоа е буквално мало градче. Многу посебна енергија, исто како што има трекинг тури до Непал, до базниот камп, има и трекинг тури до базниот камп на Конкагуа, бидејќи кога ќе појдеш таму, кога ќе ја осетиш енергијата која што има, мислам тоа е нешто посебно. Посебно за мене, посебно за сите ние што сни биле. Навистина е где го гледаш врво пред тебе, гледаш околината, планини, исто како на Хималаите, кој ќе си предпоставувам, како што имам јас гледано на базен камп, ги гледаш сите 8000-арки. Убаво е да се посети и да се види, не е толку ништо мачно. Пак ќе речам, може до психата. Али пак се враќаме на муабето што го спомна за водата. Велиш што е за тебе здраво. Сега ајде да се вратиме и да коментираме што е удобен кревет. Така, значи не мора да значи дека ако спиеш во шатор и во вреќа, нема да ти биде удобно. Ако срцето ти е полно со други работи. Можеш да бидеш во хотел со 5 звездички, па да не ти е удобно, ако имаш некоја мака. Така да... Да, во смисло дека многу луѓе се идентификува со таа удобност и за нив квалитетов на живот се изедначува со таа удобност и сега ако јас таа удобност ја изгубам формално, значи го губам квалитетов на живот и сега под тој притисок некој ти тогаш имаш некој содржини што ти се појавува во менталниот простор, дали ова ми требаше, дали она, и заедно со тоа че дојди кај бев, шубо ми беше и гледаме сега кај сум свитка, нов ден искапен. Така, во таа смисла удобноста ја губиш, иначе дека може да ти биде совршено под некое дрво, под некое каменче и некој мушички да си скока куцкамен да си игра по тебе, да ти биде се таман, апсолутно. Да, али тоа е малце и релативно. Али во главно сите кои што ни се нафатиле да тргнеме на такво нешто, горе-долу сме спремни и знаеме што не очекува. Али сепак не знаеме како ние ќе реагираме на тоа. Бидејќи едно е да издржуваш ден, два, три недела, друго е месец дена. Месец дена. Да. Секој ден во просек колку пешачење? Пешачење онолку колку што е потребно за да го прилагодиш добро делото, да не се измориш, да не лежиш цел ден и да правиш нешто и да бидеш чекор до самиот врв. Значи тие месец дена се работи на аклиматизација. Како што кажав, аклиматизација е приспособување на организмот на таа височина. Секој ден се качуваш и друго правило на успешното искачување на високи планини е оди високо, спијај ниско. Значи се качуваш до определена височина, седиш таму пола сат, два, зависи временските услови, зависи ред други работи и се стимнуваш да спиеш ниско. Другиот ден одиш повисоко од тоа кај што си бил претходниот ден и се симнуваш пак да спиеш ниско. Третиот ден пак одиш повисоко, се симнуваш да спиеш онаму кај што првиот ден ти било високо. И цело време тоа го работиш, значи се качуваш, се симнуваш, се качуваш, се симнуваш. И кога веќе го достигнуваш тој лимит на искачување на високо и веќе кога твојот организам не се бори во смисла немаш халуцинации, не ти се врти. Халуцинации и тоа се случува? Да. Значи, човек на почетна фаза фатен од висока болест е исто како да гледаш пијан човек. Така се движи. Значи, осумки, не знае кај, има изгубено време, простор, не знае што зборува. Веќе на наредна фаза е кога има тежини во дишење, може да има крварење од нос, крварење од уво, има па после наредни потешки фази се хипотермија
и Си имала прилика да бидиш во близина на човек што се соочува со вакви проблеми? Да, сум била и тој на првиот пат на Монт Блан кога бевме, значи во моментот кога се влеговме во едно скривалиште, сега е веќе подобро, тоа се вика Валот. Имаше човек замрзнат, тогаш идеја да го спасуват хеликоптери. Сум видела на Елбрус, сум видела многу луѓе кај што се симнуваат со висинска болест, па дури и мислам дека на момент и јас добив мала висинска болест кога се симнував од Килиманџаро. Во суштина Килиманџаро е горе како високо рамнина, значи можеш да одиш околу 3-4 километри, надморска височина е се 200 метри. И како што кажав, сите неубе работи на планина се случуваат на симнување. Значи на полека тие 3-4 километри ги одев може пола сат, а на враќање ги вратив за 5 минути. И туку најнаш се осетав во градите дека имам некоја тежина, дека нешто ме гуши, си викам, че ги застанем. Значи одма пиеш вода, малце шеќер, се стабилизираш, се гледаш кај си, шо си, продолжуваш полека, значи чекор по чекор и така се качува и се симнува висока планина. Паниката не напаѓа во тие моменти? Па не треба да дозволиш да напаѓа, тоа сигурно напаѓа. Не треба да дозволиш, мислам, ако дозволиш паниката да завлади со тебе на место каде што колку и да сака некој не може да ти помогне, бидејќи тоа е борба сам за себе. Не може некој да ти дај совет, да ти дај вода или чоколаду или ако има вишок јакна, мада што никој не носи вишок јакна да ти поземе, али не може никој да те симни од планина. Можеш сам. Се правиш сам. Значи ова се и моменти на буквално поривање во себе внатре? Да, тоа се моменти за мене кај што се наоѓам себе си, пошто во ова секојдневно живење многу често се губиме себе си, задоволувајќи ги потребите на другите, задоволувајќи ги наметнатите работи кои што мислиш дека ти се потребни тебе, таму сваќаш дека ништо не ти е потребно ти е да си здрав и жив, ти, фамилијата да ти е здрава и жива и дека се друго е сосема непотребно и минорно во однос на овие две работи. Значи здравје, мир и љубов, мислам дека тоа е тоа што ти треба во живот. Значи таму успеваш да се подсетиш на ова овде што забораваш? Не, тоа е причината поради која што сме тука, заради што постоиме, тоа е исконството, според мене. За џабе ни се сите тие престижи, коли, не знам, кујчи, одмори, фамозни, слики. Шо ако немаш здравје или немаш кој да ги види или немаш кој да се радуваш и да тагуваш заедно. Мислам, џабе се. Многу често и мене ми се случило. Вечерва седиме јас и ти, пијаме пиво и вода и почнуваме да се расправаме за нешто било шо. Обично кога ќе седиме јас и ти навечер двајцата пијаме пиво, ама доста. И се расправаме, така јас заминувам и сум ти лута. И заминувам по недела дена негде и сваќам дека зашто му бев лута на Далибор? Зашто се скаравме? Дали тоа навистина ни требаше? Не ти треба. Сите сме само посетители на овој свет. И сега од ова, знаеш каква мисла ми се појава дека нешто може да се користи како само доколку си свесен, дека може да го користиш како техника, буквално како техника, како што посто енормно голем број на техники од во западнава цивилизација со психоанализа, психотерапија до на истоков кај што има еден куп техники за себе спознавање. Значи и ова планинарење и високогорство, ти што го кажуваш, можеш да го користиш како техника. Знаеш, ние техники ве се ги бираме во зависност од човек, како што рековме, на секој различно нешто му одговара. Значи може да го користиш како техника
Оти на секој човек некош му се му се појавува прашања, чекај, ова дали вреди нешто? Ама не си сигурен дали вреди, упорно го правиш. И може да го правиш 20 години, може 30 години, може 40 години, може човек да го прави цел живот. Па дури на крајот од животот па гутнав животот, значи не вредеше. Сега, после тие прашања ти бараш нешто да го измериш дали вреди. Ова сега ти што го кажуваш, човек може да ги измери нештото што ги прави во животот преку ваквите, за некој би звучало екстремно, авантуристички, за многу луѓе би било ирационално, ама ова ти што кажуваш, ова е многу практично. Ова е техника да се вратиш во есенцијала. Да не добиеш поинаков печаток, значи можда е практично ако го можеш. Значи не е лесно и не може, и баш поради таа причина планинарењето општо со сите сегменти во последно време стана многу актуелно. Многу луѓе сметат дека ќе појдат сега во некоја од соседниве земји, ќе ја купат опремата која што му треба и тие одат ваму или таму. Зато значи сведоци сме сите дека се случија ред несреќи, непотребни несреќи од лица неспремни или од лица кои што погрешно го сватиле она што кажуваат некои што го поминале нештото. Така да не е лесно да се оди на висока планина. И не е препорачливо за секој. Значи не можеш ти денеска си тргнал еден месец и скачуваш овдека и викаш еве јас одам до Томов дом за толку и толку време, јас можам да појдам било каде. Не е исто. Значи не едно со друго одење на исто место не е исто, па не да одиш на нешто многу повисоко. Али ова што спомна техники во едно нормално општество, во едно минато време за кое што можат да сведочат повозрастните нашите родители, значи излегувањето во природа и пешачењето низ планина било дел од секојдневието, дел од училиштната наставната програма. Значи полезноста од планинарењето и од одењето во природа, бенефитите се докажани и се применуваат во сите нормални општества. Сега кај нас малку тоа е тоа, али да земиме примери. Јас имам брат кој што живее во странство и внуки ми дури е во градинка, секој ден по сат или два поминува надвор. Било какво да е времето. Било какво да е. Нашиве деца в градинка ги изнесуваат, дури како биде измачкано со чоколадо, мајката оди на воспитувачката и вика ти не си се грижела добро за моето дете. Тоа е тема башка, го имам и јас приметено низ Европа, кој третман да, го има. Добро е, али ние имаме овде некоја таква слика као нежни некои кремчина, така, всушност е скроз напротив, таму ги челича децата. Така. Таму од мало го свесно му допушта да искуси болка. Па и ние сме од генерација физички напор. Ние сме од генерација кога од училиште не носеа налогорување. Не носеа, значи имавме дел кај што можевме да одиме да планинариме, да возиме точак. Не знам сега дали го има тоа, барем не сум видела јас, пошто мора да бидат запазени различни протоколи, различни потписи или не знам услови, дали моето дете ќе има интернет таму или дали ќе има струја, дали ќе може да се капи. Да, незамисливо е да на денешно време. Така не можеш да се капиш, немаш чиста постелнина. Сето тоа незамисливи работи без кои што човеков всушност станал човек. Колку ти реков како техника не за секого, туку како техника што на некој му одговараете на тип на луѓе како што си ти што тука препознале некој повик. Како техника она да дојдеш до вистинские вредности. Некојаш ни треба техники во животот за да дојдеме до вистинские вредности. Што е вистинска вредност? Некојаш си сполуен, како што би рекле овде некој од нашиве па кај бабиве го има тоа некој збор, тоа баш овој збор често може да го слушнеш. Ти не знаеш што е вистинска вредност. Знаеш,
имаш секојаш потенцијални кандидати, ова е вистинска вредност, само ти не си сигурен. Ама на вакви места кога ќе дојдеш, што на некој начин ќе те примора да бидеш во одредена психофизичка состојба. Тебе местово те приморува да бидеш во одредена психофизичка состојба. А таа психофизичка состојба кристално јасно ќе ти издвои што е неважно и што е основа, што е есенција. Точно така. Значи секој мора да си го најди местото кое што ќе му биде негов издувен вентил од каде што ќе се празни од сето она негативно кое го абсорбира и ќе се полни наново со позитивна енергија за да може да функционира нормално во едно вакво општество во кое што ние живееме. Али за секој тој издувен канал е различен и мора секој да се труди да си го најди, бидејќи само така би можел да функционира на денешница. Не значи дека е само планинарењето или само спортот, значи има различни луѓе кои што уживаат, некој во музика, некој во пишување, некој во читање, значи јас сум се пронашла себе си таму. И драго ми е. Тоа е прашање со дефинитивен одговор. Јас сум се пронашала себе си таму. А многу често луѓе ме дефинира или ме препознава како Маријана планинарка. Некни на дали го правевме тој муавет. И баш неодамна имав покана за едно интервју и навистина не бев баш заинтересирана за интервју и викам, добро, на која тема сакаш да разговараме? И вика, сакам да разговараме како ја поврзуваш твојата работа со планинарењето. Добра тема. Прифатив за интервјуто, навистина добро интервју беше. Не сум само планинарка, значи тоа е сегмент. Јас сум девојка од Прилеп, социјален работник, возам точак, се дружам, сакам музика, сакам кино, сакам театар, сакам многу работи. Така да не може човек да се исповетува само со едно нешто, туку е склоп од нешта кои што доведуваат тие нешта меѓусебно да се надополнуваат и да се издигнуваат на едно повисоко ниво. Да, ама тоа се случува во внатрешноста на твоето битие. Ти го имаш мониторингов врз тоа, ама јавноста или вака по широкиот круг на луѓе, нив што ќе ги прилечи, она што е најекстремно, мислам на театар ода сите луѓето што сака култура, него театарот може да појди. Точек и да немам, ќе земам од комшија, дај денеска сортам еден круг. Дружење, сите, кафана, сите, ама ова е добро се издвои. Екстремно звучи и верувам дека за најголем број од луѓето, еве и за моја интелигенција и животно искуство неам толку вака не ми е далекосежна животнава мудрост и спознавање да дофрлам таму што се случува на такви места. Пошто ние ги ставаме во една реченица, а всушност траа месец дена. Така? Да, тоа се доживува, не може да се прераскажи. Исто ти е, пак кајве, во неколку наврати го спомнав Козија. Кајде да одиме Далибор на Козија Кубо, овде ќе се умориш, овде не, ама ако ќе се качиш таму е онма поинаков филинг. Значи, да, во право си, не се доловува со една реченица, а може би пајџа во очи заради тоа што рече екстремно, не секојдневно за твоите кругови или за круговите на нашите блиски. Не секојдневно ретко. Оти само за нашите општо, значи и самата знаеш дека на тие експедиции нема илјадници луѓе. Особено не жени. Така, особено не жени. И тоа е тема башка. Тоа е башка тема. Приказка сама да се. Колку има жени? Процентуално вака застапеност. Не има. Значи ти недоволно. Не има. Ти си таму обкружена со супер згодни мажи и ти само... Имав период каде што ми беше проблем кога веќе се врати во Прилеп и почнав почесто да одам на планина. И имав проблем, ајде да одиме на планина, ајде, а некој женско чима?
Абе да, знаеш, може веќе го надминав тој момент да има женско, знам, нема да има женско. Значи знам, али се покажале моменти каде што е добро да нема уште девојчина. Пошто да биле појче девојчина, овие машкиве што се околу нас не би можеле да не одбранат многу. Во која смисла? Имаше една ситуација, баш Танзанија сега кој бев. За мала. С няма батерии. Без Значи, основно без кислород, хипоксија, настанува и тој почнува или да се смее. Неартикулирано. Или нешто друго, и да тоа... Или да си замислува една, значи она што е Елизабет Револ французинка, нели им си ја даде чизмата затоа што си замисли дека дава некој шулја со чај и измрзна ногата. Не, јас знам тоа приказка. Тоа беше настанна година. Ајде, продолжиме. Морам јас, значи, со жениве ме интересира сега моментов. Психологија женска. Што викаш, ги нема на овие ваквите експедиции. Малце по екстремни во високогорство. Чекај, 21 век се уште нема наука, правец измислен за проучување на женска психологија и ти мене ме тераш јас да ти ја Не, те терам туку. Не те терам туку, јас верувам дека таму, добро, ова се малце може и неозбилно од моја страна, ама е и радозналост некоја, пошто ако себе си лично се ставам во ситуација кај што сум обкружен во природа нешто совршено за мене и уште да сум обкружен со едно 20 совршено згодни женски суштества, значи тоа е стварно окей друштво за било каде. па и за освојување, односно ти не милуваш така да кажеш. Да, не освојувам, искачувам. Така, искачување на планински врвој. Шала на страна. Сепак, што викаш за стапеноста на машкиот род е да речам значително поголема. Како го гледаш тоа? И комуникацијата што ја воспоставуваш, знаеш, помислувам сега дека таму си малце и мазена и пазена. Пошто нормално е тоа. Знаеш, кавалерство, ако е некој окей човек, би бил окей човек иначе 3000 метри. Джентлменство и дамство овдека, значи горе не можеш да го бараш тоа или не можеш ни да го понудиш и да сакаш, значи не можеш ни да се понашаш како дама, ни некој да сака да се понаша како джентлмен, затоа што гледаш да се спасиш себе си, да си го олесниш престојот колку што може. Мислам дека знам што сакаваш да ме прашаш. Види, ние планинариве сме малку поинаков сој на луѓе. Секој за свој сегмент може речи така за себе, јас зборувам конкретно за мене. Значи сум била на различни места со различни луѓе, некои знати, некои незнати, со некој се гледаш прв пат, со некој по 100-ти пат, со некој прв пат. Никогаш не се случило човек планинар на височина да сака да направи нешто заради што ти би се чувствувал непријатно, без оглед дали си маж или жена. Постои его, постои таја борба, надпревар меѓу себе, али не никогаш на штета на другиот. Во однос, како ги гледам јас нештата како девојче, обично само или со уште едно или со друго и 10 машки, значи никогаш не сум се почувствувала да бидам непријатно доживувана или некој непријатно да се однесува спрема мене, бидејќи постои почит. Она планинарска почит, респект на вистина постои. А од друга страна и многу е битно ти како човек се поставуваш себе си пред другите. Никогаш до сега не сум имала некој непријатен момент и не сум се чувствувала непријатно со било кој кај да сум на планина. Јас тоа го исклучив, дека воопшто е можно да има непријатен момент. Мене ми работеше мозокот на друга страна, дека малце сте фазла наградени со пријатни моменти и со некој, да речам, добро, ајде да завршам така, пријатни моменти отколку машкиве.
Не, исто е. Исто е? Исто е. Пристапот е секогаш ист. Дури некогаш машките се наградени ако имаме платен топол оброк во некој шатор, ако мене ми е многу, можам да ти го дам ти да го дадеш, тие се во предност. Значи на машите му треба појче храна. Да. А сега релативно да. Не, пристапот и третмано е ист. Бидејќи ти си се нафатил да одиш некаде и не значи дека ако си жена некој ќе ти го носи тебе ранецо или ќе ти го поставува шаторо на не знам колку снег, студ и ветар. Добро, може би како жена некош не можеш да ги приметиш нешто, ама од лично искуство знам дека во друштво од 10-15 машки едно чупе да се појави и тоа е сосем друг зачин на јадењево. Од таа гледна точка мислам дека женскава енергија на такви некои експедиции оплеменува и нив малце ги омекнува. Моје мислење апсолутно не мора да значи дека е точно. Ова дискусија води со тогаш со некој од другиот пол заради тоа што јас не го доживувам нештото така. Дури е и понекогаш чудно кога луѓето ме доживуваат така како силна, како да можам се и сима вчера конкретно бев на пикник покрај една река, носев патики обични, нормални, и почна да врни, се преместувавме од еднава страна на рекава на другата страна и носам јас ствари и требаше река да се помини покрај камења. Ја викам, луѓе, дај подземете ги ствариве и поддајте ми рака, ќе паднам, ќе се лизнам, значи. Абе, како ти ќе се лизниш кај не си била, како ќе се лизниш овдека, да. Немаш право да се лизниш. Затоа некогаш и бидејќи сме така доживеани и така сни се покажале себе си, немаме право да се лизниме, и мораш да си даеш оправдување. Бе, знаеш, патикиве ми се лизгат, не ми се за овдека. Не, зборот ми беше друг, дека нема разлика помеѓу машко и женско. Барем јас не сум го доживеала така. Добро. Јас пробував нешто сугестивно, значи тоа се само некои мои конструкции или фантазии што не држам да, ама ова исто ме интересира. Секој што имал прилика да се не правиме муабет за високогорство, не правиме муабет за некои екстремни подвизи, кај нас нешто локално, нешто нежно од страна на планини. Секој што имал прилика со група на луѓе да оди да планинари, дали ќе одиме до некој дом, дали ќе искачуваме некој понизок врв, со идеја дали натаму или наваму да седнеме малце да ручаме и да направиме некоја ладна пијачка, сум приметил промена кај во секојдневниот мод човечки имаме ние некои одбранбени механизми во однос на околинава. Значи, знаеш како се заштитуваш. Арно, ама, кога ќе појдеме на планина, тука можам да зборувам лично искуство дека голем дел од животов сум поминал на планина. Не во вакви подвизи, планина како природен амбиент. И често сум одел и со група луѓе. И често сум одел со луѓе што претходно не цапнале на трева. Има некоја то сето во комбинација планина, луѓе, идејата дека одиме нешто искачуваме, после ќе седнеме да малце да колираме, прави некоја промена внатре во луѓето, овие што му се механизмиве за одбрана во цивилизацијава ги трга и гледам едни луѓе со огромна дистанца до вчера од другиот човек, сега сакаш нешто ти подам, сакаш нешто да те почекам, сакаш нешто да ти подржам, сакам нешто да те изслушам, па потивок сум, И тоа сум го приметил, дека близинава измеѓу луѓето станува се помала, изближувањето се поголемо, каде на планина? Во ништо амбициозно. Во природа. Така. Тоа сигурно ти ги имаш истото приметено, ги имаме истото приметено и заедно кога сме оделе. Имам на широко баш разговарано за ова во едно сосем друго интервју. И е баш многу чудно како природата делува на луѓето. Јас мислам дека сите тие воени секири се закопуваат
И пак се враќаме на она што претходно го спомнав. Сваќаш дека тие бариери кои што си ги поставуваме меѓу себе се непотребни, ништовни се. Да живееме сега и овдека, сме дојдени да уживаме во природа и самата енергија која што ја има околу нас веројатно придонесува да го изваи она нечистото од нас. Бидејќи се друго што си го правиме меѓу себе, во смисла на бариери, кавги, препирања, мислам дека не е наше вродено, туку тоа е наметнато. А ова чистово излегува на виделина баш на некои вакви места. Јас многу често, сега може пак ќе биде малце понастрана од планина во Муаветов, али пак станува збор за природа. Не знам дали луѓето се верници или не се верници, али сигурна сум дека кога ќе појдеме на определено место каде што има манастир, чувствуваме некоја поинаква енергија, така? Јас стално го поставувам прашањево. Дали ја чувствуваме таа енергија заради тоа што има манастир тука, па има нешто божествено, или ја чувствуваме таа енергија бидејќи воглавно манастирите секој се градени на некои прекрасни локации. Или пак двете се во некоја синтеза, па затоа ја чувствуваме таа енергија, така че го одговориме ова едно, сигурно исти одговор ќе важи и за ова друго. Не ти е чудно? Па, ја немаш осетено таа како не, енергија? имам и осетено, само значи сум го воочил, сум го регистрирал, неам познавања да дам се некој дефинитивен одговор на што, сум размислувал често, ти сум го приметил. Добро што спомна и со манастирите. Манастирите се често изградени во таков амбиент. Значи тие се на некој начин бегство од цивилизацијава за луѓето што сака својата, пошто ние нашава животна енергија, кај ние вниманието таму ја насочуваме. Ако има некој доволно концентрација, да ја насочи за не знам, изработка на катана, ќе биде мајстор за катани. Така, ако некој сликар или било што, ја насочува таму животна енергија и тој тука успева да постигне мајсторство. Ма исто така таа животна енергија може да ја насочиш и во себе, односно во она што се нарекува духовен свет и таму да постигнуваш исто некои достигнувања. Односно спознавање на некоја вистина, некој увид. И за тоа е потребно што? Природа и мир. Манастиро е место кај што нема да те врни, не е ништо мистично. Значи тоа е практично направено. Да не поминуваат трговци, ако поминуваат трговци, тие носа пари и роба, ако се носат пари и роба, тогаш се носа што? Интереси, ако се носа интереси, се носа конфликти и тука имаме секакви, сега за да не сме на такво место, одиме негде кај што е мир, да видиме што има во нас. И така е манастиро настано, тоа е нешто практично. Ама секогаш најчесто е во таков некој амбиент. Ама сум го приметил ова истото што го кажуваш, како некои луѓе, тоа ми е интересно, лично што ги познавам, што знам дека во градов му смета мува сега во просторијава и нема да може да продолжи со разговоров, толку е неуротичен е може толку човеков, така, значи и сега може да прави прекрасен некој мувет, ама ако има една мува, има да стани, да ја убија и да се врати и да продолжи. Ваму кој ќе појдеме, како група, ни муви му смета, ништо не му смета, ни Валканово му смета, се паннало ножево, иначе ако сме во ресторан, има да викни по келнерон и да му рече, ела ваму се. Сега гледај ти што ми донесе, се дај ми таму нова вилушка. Не, ваму нема, само ќе го крени од земја. Дај че си продолжи. Тоа е то чистотата на природата, предпоставувам. Сигурна сум. Сум размислувал, неам ти викам одговор, само сум го приметил и ова е само причина плюс, што јас приватно секош некако совет, некош дури наклепки ќе му совесам, кој ќе ми кажува некој другар или другарка, ништо немај да правиш. Оди малце, еден ден, два, оди малце, така исколире негде кај што нема ништо, кај што има само дрва, кај што е сето зелено, оди и после врати се, па кажи ми дали ти било подобро. Тоа е нешто што делува, само не знам дали е секој свесен. Тука е проблема, што луѓето некош не се свесни дека ти делува леков. Знаеш, пиеш леки. Па не, оне што пробал, знај. Сигурна сум.
И тука е апело за ај тука малце да видиме сега оној што пробал. Што мислиш за тоа? Овде во градов имаше така и неколку друштва планинарски. Како ти се чини тоа, преска малата само тоа го допре, го начна дека се попопуларно станува. Кај е тука потенцијало? Кај се тука шансите? Како го гледаш тоа е примери за младиве генерации? Што рече може како програма во училиштево со децава, добро, не мора и само со децава средношколци, помладиве, нашиве генерации. Тука како го гледаш нешто во шансата, пошто имаме прекрасни терени, прекрасни планини, прекрасни места. Твое мислење за тоа? Стратегија, некоја идеи, како си размислувала? Не само тоа, имаме и прекрасни деца, значи конкретно за Прилеп че зборувам. Прилеп има многу убави и талентирани деца во различни сегменти на општественото живење кои што дават страшни резултати. Проблем е што сите тие деца, мислам деца го земам зборов како личност, сами мачат за да се покажат себе си, да си го најдат местото под сонцето и да кажат, да го покажат сето она што го зна. Жално е што само малкумина од нив се финансиски поддржани, бидејќи финансите се многу битни за да може да се развиват нивните способности и тие деца покажале резултати. Али жално е што голем број деца се останати така и мора секојдневно да се занимават со борбата за опстанок, односно со наоѓањето на основни средства за екзистенција и за живот, а останатото слободно време да го посветат развивајќи ги определените способности во поглед на спорт, култура, музика, театар, било што. Ако почне да се има еден посериозен пристап кон надоградување и развивање на талентирани деца, а уште еднаш ќе повторам, такви кај нас ги има многу, мислам дека многу експонираноста на различните сегменти ќе биде поголема, а на тој начин заинтересираноста на локални субјекти, фирми, државни институции ќе биде на поинаков начин ќе ги доживуваат, ќе ги финансират и тоа ќе дава еден стимул понатака за оние останатите кои што не се занимават со некаков спорт или хоби да почнат да се занимават, а овие кои што веќе имат определени способности да работат на себе си понатака за да постигнуваат резултати. Добро би било доколку се врати во училиштата она што ние го имавме, го учевме како спорт и спортски активности, логорување, планинарење, одевме на пинг-понг, си правевме некои училишни турнири, сами меѓу себе си се дружевме. Од друга страна, знам дека нашите родители многу често оделе на работнички акции, кои што работнички акции не само имат определен општествен бенефит, туку придонесува и кон дружба, и кон запознавање на природата, и кон издигнување на тие локалитети во природата. На тој начин се создадени еден куп локалитети низ цела држава, кои што за жал денеска не се одржуваат. Доколку посериозно го наметниме прашањето за чување на природата и излегување во неа, многу повеќе бенефити ќе имаме кон нас како личности. Еве рековме со конкретно, значи мене ме има на неколку пати понудено, пошто соработувам со Федерација на училишни спортови, за да се направат некои часови во различни училишта низ државава, за поблиску да можам, пошто како што кажа и ти, како што голем број на луѓе го доживуваат нештото како екстремно, не секојдневно, да можам да пренесам преку една PowerPoint презентација што значи планинарење, што значи високогорство, да видат што е, како изгледа некако преку слика и преку видео, но за жал институционално не е возможно. Значи, зато велам, треба да има некој поинаков пристап, прво институционален. Во која смисла мислиш дека институционално не е возможно?
Па влегуваш министерства за образование, па сега ковид мерки, мислиш процедурата, формалноста, бирократија, формалностите не убиват понекогаш за да можеме да ја покажеме полезноста од било што. Значи не зборувам само за планинарење, туку зборувам општо. За планинарење конкретно во градов, барем претходниве години, имам приметено дека постои владеј усвари и огромен интерес. Да. Огромен интерес, ама како да нема некоја стратегија како се тоа да се насочи и како се тоа да се развива. Една идеја само сега што ми помина, јас така велам низ менталниот простор, така си ја доживувам внатрешноста, и секој че ми се појави нешто, тоа ми е во менталниот простор. Го правевме муевет как на каков позитивен начин влијај планинава и природава врз луѓето, че рековме ги менува на подобро. И се човеков ако денеска подобро се однесувал, сигурно тоа ќе му остани 2-3 дена, 4, па некош може и до краја на живото, некое искуство. И сега во некоја фирма или во државна институција ти да му организираш планинарење. Верувам дека на сите следнава недела на работа, ако појда во сабота на планинарење, значи следнава недела на работа ќе му биде многу порелаксирана, многу поуспешна и на крајава ќе бара следнава сабота Да, само многу е тешко човек да се кандиса за да го првиот пат е навистина тешко. После тоа станува завис, значи зависен си од таа енергија. Имав преговори многу често со еден директор од една фирма, не сакам да именувам, и викаше ајде да направиме тимбилдинг на планина. И му беше многу голем кеф на за Козјак многу сакаше да го искачат и до ден денеска еве останати сме на договор со отворен датум. Не можеме да ги натераме вработените да одлучат таја недела дека ќе бидат слободни, дека ќе одат на планина. Се согласувам со тебе дека еднаш да го направат нештото, дека после тоа ќе сакат почесто да го повторуваат. А во однос на претходно што ме праша, значи да, планинарењето има голем замав. Прилеп има многу голем потенцијал за планинарење, има блиски планини, во близина имаме планини и места каде што можеме да одиме. Од една страна, од друга страна има луѓе кои што се заинтересирани за тоа. Краток период јас се занимавав со тоа, значи со водење на луѓе на планина, можеби 2 години некаде, и во тие 2 години во Прилеп се направи еден бум, не во Прилеп, во Македонија. Значи, направив еден посериозен пристап кој што си ги даде со ефектите врз планинарењето. Немаше викенд да не одиме некаде, и не само викенд, туку и се дружевме и онака и на кафе, на излегување. Се соединивме ние меѓу себе како луѓе, љубители во планината, и после тоа си најдовме различни точки и спојки кои што се вмреживме уште повеќе. Но денес постоењето на било каква организација или дружба или здружение или било како да ја наречам таа форма е многу тешко, бидејќи парата, егото, престижите се навлезени толку длабоко што било која организација да се издигне на еден левел ап, одстрана тие влијанијата ќе бидат многу негативни и е многу тешко на денешницава да се опстои. Бидејќи енергијата која што ја даваш, а ти кога ќе правиш нешто не преш секогаш да ти биде вратено, ама горе-долу да имаш некоја полезност и да ти биде убаво на душата. Да ти биде убаво на душата е потребно, а денеска тоа го немаш и си викаш па иксик на краја зашто јас вложувам квалитетен дел од моево време за нешто кое што не се чувствувам добро на крајот дено заради тоа што
да работиш со луѓе е нешто најтешко. Значи тешко е Тешко. секој се сведува на ова, че се наше друштво, со уште некое друштво, со уште некои контакти што си ги имаме, че му кажеме дека одиме негде кој што не се случува Да. и така правиме група од некој. Дали тоа да биде неформално. Така. Мислам, и во последно време така практикувам заради тоа што е многу посмирено, а кога ги организираш луѓето имаат определени очекувања од тебе кои што не секогаш можеш да ги задоволиш. Не, и ти си човечко битие, некогаш ти се случува да не си на она висина на која што потребна да си за да можеш да водиш луѓе. Али убаво е чувството сепак да му покажеш на луѓе места кои што не ги видели, кои што ќе напред да му биде убаво, али е тешко. Мислам, тешко е, да. На многу луѓе треба што се од овие простори да му покажеш какви места има. Прво тоа, верувам дека, не верувам, 100% знам дека овде луѓе што живеат на овие простори не се свесни какви места имаме во близина. Па и јас уште не сум свесна, Така, секој ден не можеш, откривам, затоа што носта навистина откриваш. имаме многу места, али жално е што воопшто не се зачувани и би сакала и понатака тие места да бидат неоткријани, бидејќи кога ќе се откријат и ќе се промовират, се уништуваат. Значи, кога ќе се направи пат до определено место или некаквов локалитет да се издигне, одма местото се запустува и ја губи таа аура која што си ја носи во себе. Добро за нашиве, со луѓето што си имала прилика да се сретнеш и да се запознаеш и да помениш со некој месец дена заедно што иде од различни страни од светов, што исто така се не само љубители, туку се во планинарство. Нешто сигурно си разговарала како да ти остани, да те замисли или да ти користи некои искуства од луѓе што си ги запознала од светов, што се случува на местата од кај што тие доаѓа на овие теми. Во главно секаде на Балканов е ситуацијата иста. Значи, џубре фрламе кај што ќе стасаме. Последно бев сега Турција, ги скачува Фарарат и тоа е една планина полна со џубре. Аман. Значи, толку валка на планина, што дури и кај нас го нема тоа. Многу отпад на нашиве планини. А колку одиш нагоре, значи накај Германија, Франција, Италија, значи планините му се многу чисти. Конкретно за Аргентина, значи тоа е национален парк во кој што покрај тоа што не смеш да фрлаш џубре, со себе си го носиш својот отпад личен, значи фекали, не оставаш ништо таму на планината. Значи во светот си ги ценат планините, си ја ценат природата и наоѓаат начин како да ја промовират и како да заработат од незе. Конкретно во Африка, во Танзанија луѓето живеат благодарение на туризмот кој што го развиваат во насока на искачување на Килиманџаро. Посета на Килиманџаро. Кај нас уште свеста и совеста за чување на природата е на страшно ниско ниво. На страшно ниско ниво. То ниво сепак како ќе се подобри од моментот кај што прв пат ќе почувствуваш лично, кај што имаш лично искуство од бенефитов на природава, од искуството со истинската поврзаност со незе. Дали на тоа сме оставени, пошто културолошки гледано на нашиве простори, не ни е некој грев да ја натрупаш тревена со некој отпад. Значи, културолошки и од деца вака се сеќам на екскурзија негде, чодиме веќе дури сме кај темава за отпадов и за планинија. Не само од самиве наставници не беше санкционирано тоа што се сме расфрлале. Добро, и се неколку генерации
така, што то создава една толеранција врз нешто и што се случува ако ќе создадеш толеранција врз нешто, така да ќе видам и ти кај што фрлаш, ќе се видам и себе си кај што фрлам, а ќе видам и кај што е фрлено и ќе поминам покрај него кога ми е нормално. Значи ние тука како индивидуалци што можеме да направиме, само ние тоа. Да си го собериме нашето, ама за свеста мора тоа изгледа природно да тече кај нас. Барем јас така гледам, еве и казни да пишуваме, што сакаме да правиме. Сепак ако не е природен односов со околинава, дека нема за последица да има одговорно однесување. Да не бев многу сериозен, ова дали го кажував. Нема врска си кажа тоа што ти лежи на душата. Не знам, тоа само се надоврзав нова што правеше муавет како неко моје видување, често е тема што се знаеш на сите че сликаме, че надиме гледате што има вамо. Ќе се кандидирам за граначалничка, ќе ти го кажам кое е моето решение. Па кажи го, ајде. Сега не, тоа морам да оставам малце, знаеш, за куче промотивниот материјал. Значи, ја немам решение практично, само знам од кај иде решение, ако ќе имам јас чувство. Ако почнеме да цапаме толку длабоко во темава, значи мислам дека уште 45 батерии ќе ни треба за да се надоврзиме. Ама сум размислувал, веруе ми. Значи, органски, животно, да имаш решение. Не се тепа никако мали, зато така права. Не, ама зато фрла кај што ќе стаса. Кога имаш чувство дека е ова живо, разбираш, кога имаш чувство дека сум поврзан со нешто, кога имам чувство дека сум поврзан со тебе, тешко ми е те повредам. Оти се повредувам себе си. Па не се поврзани ме други педали, бор не се сите ти како не разбереш. Тоа е некоја природна. Сега, пошто ако чекаме природна водови, може нема да стои 1000 години да го миламе отпад. Па ти кажав, тоа пратиме, поддржувајме, ќе ти кажам, ќе ти објаснам кога. Ајде, кажи ми го дојде време, сега не може, знаеме што ја сега ти откривам. Добро, ајде. Дај вака нешто убаво барем. Ништо лошо не кажам. Ама не, ако имаш идеја како да го решиме, кажи шо. Не, немам конкретна идеја, сега не ме зафркавај. Добро. Ја реков че го спасиме Маријана со тебе светов баш сега во овој момент и ти се нечиш да... Прашање е дали светот сака да биде спасен. Прашање? Али битно сака. Ние да си го спасуваме нашиот свет. Сака светот да биде спасен. Сака светот да биде спасен. Секоја форма сака да биде спасен. И светот како форма бара, тој вика, спаси ме. Само да видам една секунда, пошто Љубе ни кажува дека и вторава батерија ни е прикри. За крај, оние најтешки прашања, пошто мислам дека се поминавме, имам 3 вака баш тешки. Која е Маријана? Ама немој вака она, значи, како се доживува Маријана и животна филозофија. Знаеш, нешто што ја води, нешто што не можеме да го... Ова за крај, за кратко да го одговорам, да прашање со следното третото. Не, кратко. Минутите се тие. И после ќе ни кажеш, добро, третово ќе го оставам, кој ќе ми завршиш со овие две. Која е Маријана? Која е Маријана со животна филозофија из миксенгото? Маријана. Можеш и да сгрешиш во моментов и за 10 години? Се обидувам да се дефинирам, значи ова е прашање, не знам што треба можна смртна постела ми го кажеш, тогаш ќе знам точно која сум. Сега се надевам дека сум една скромна девојка која што може би прави некои несекојдневни работи и ги мотивира другите да бидат најдобра верзија од себе си.
која што не дозволуваат да и наметнат туѓо мислење и не сака да наметнува ствари, но сака понекогаш да се обиди да му ги прошири видиците на другите, бидејќи свето не е она што ние сами мислиме дека е, туку е нешто повеќе. Свето е создаден од многу луѓе, а не е само од мене. Така да, трудејќи се да му правиш на другите да му биде убо, тебе ќе ти биде уште поубо. Тоа мислам дека е Маријана. Со ова ми го одговори трето прашање што не ти го поставив, а тоа е животново мото. Значи, Па тоа е тоа. Најди го убавото во се и труди се да не му го правиш на другите она што не сакаш да ти го прават тебе. тоа е совршена формула. За сега, до сега да. Се покажува тоа нешто кој ќе почне човек да го практикува, се покажува како нешто што го осмислува животот. Знаеш, пошто е тешко да не му го правиш на луѓето, она што лечиш да го прават тебе. Стварно, секојдневно имаш еден куп искушенија. Пошто секојаш кој ќе се жалиш, всушност тоа истото негде некој се жали на тебе. И тука ни предстои, не знам, може бесконечен број на лекции. Една од нив се надевам дека денеска некој ја научи од нас. А и да не ја научи од нас, може го инспириравме. За да биде подобра верзија од себе си. А и да не биде, и то не е некоја штета. Фала ти. Фала и тебе. Прекинуваме со живење. Извиниш? Абе, многу длабокото да не Морам да објаснам. Сето беше супер до еден момент. Сега одсеко под заклучи ти падна концентрацијата скроз. Да, те споро почна. Или треба да се сет. Не, и она сте смеја за граначалничка за да го вратам, не помазе, немој. Те видов јас само. Како да му дам знак. Во моментов со џубрево имав друга мисла. Тргнав на таа инерција и дори одеше таа инерција, јас сакам да се 5 на сат тука движиш. 5 минути кажуваше за тоа. Како 10 пати. 10 пати влегу, сакам да скокнам напред. Да ти речам. Ој, мата. Ја гледам. Изгуби фокусот. Маријана, Треба да се вака седи, вака, и норе, вака стои, овој, знаеш што да направи. Си викам, вака е, направо. Ама не, јас се вадев. Ама немаш да се вадиш. Колку пива испи? Значи не ти одговара оваа доза. Или повеќе или помалку. Што има пивата исто секој пијам пиво. Ама не, ама ти влие брат, тие Вие се спорува малку, ти спорува. Супер, Јас и денеска ми е успорен заради ова. Значи, она што се смеев за тебе и... Да, јас ќе му го дам звукот, после ќе се сечи што се видео. Ти ќе сетиш нешто од џубрето, ти Ма не, нема да се синхронизира. Менде, и во рете се тоа е, се... Ама не. Досадно беше 2 минути, ајде конференцијата кај тој што слуша чечјај, кура. И нема да ослушни цела емисија, последните незини зборови беа топ. Да, ама веќе многу сати и пол. И сега на ова, незините зборови никој нема да ги слушни, но ќе прекини кај тебе. Скиди го Не, ќе секако ќе пресечиме нешто. Еј, Така се Ја скроз џубре. ама не. Јас вака ти се пулам, Не, и пиво, како напола пива ќе пиеш. Од ова сега денеска ќе напола. Јас и да не пијам пиво, брат, пиво што... Не, пие, ама пие пример полото, малкото спорува некако ако е до пивото. Или до пивото. Да. Не е до пивото, изгуби концентрацијата, изгуби ова, сакаше нешто да постигне, сакаше нешто да прашаш, а фактички се вртете во круг за џубрето. Значи,
Зели ми речи камшик, мала и недисциплина, Кажа да недисциплина. ти И објаснам. не е така, например, јас не ми се служил сега. Добро, нема врска, помине нешто. Стално кој ќе мене екскурзија и ние и сите. Ние стално собираме и за професорите, другите. така, Значи, никогаш стално не е си го така. собирам своето. Значи секогаш се собирало Секогаш во сите генерации, поготово сите генерации од кочораци, но од мене до син ми сега, значи тоа гледам дека стално сите професори се собира, Се собира, и, значи, се секогаш се собирало. И тука малце ти го различи и тоа сето, не знам јас што знам како, ова онај, тоа малце другото беше сето. Ја, од Блаже коне скидам, тој може да потврди дека, зашто сум несува дали е дали Чекај, тој не е тука. А иначе за моментов јас скроз се сложувам. Значи тој е момент Беше- кај што јас Почна да се полиш во книга. Да, многу споро течеше мислави, некој фокусирано те слуша 5 минути ќе се напрега, А многу иначе споро денеска- прави реченицава. Идеше вените да ги сечаме. Затоа ти праве така. иначе денеска цел ден јас брат потфејчам иначе. Ама нема врска, значи не велиме. Не, ако почна брат течно те зборува, ќе остаи цел ден. Значи Не јас потребно Но имаш. првиот ден Ја, беше просто да. треба. Мислам дека знаеш како доволно е во Маријана има материјал за зборување. доволно е до првиот дел, ова сето друго беше тупење. Два пати на Маријана ја исфали од контекст, а следуваше, пошто јас знам таа што зборува и што има да зборува, и ти ја пренасочи во друго. Сега секој ќе ги кажам да ги потенцирам, небитни, помина и така, ама ја исфали од контекст кој раскажуваше за висините, за Монблан, за ова, за она, за тие работи, и ја наведе на друг, а да, знам што го знам незиното следно што требаше за да види Ја сакам да добила, да добила и сега тој те пресечи ти не е слушна, да, да и не ти е исфали од кажано. контекст и ти не можеш да го кажеш тоа што сакаш да го Ама докажеш. не, и од друга страна не можам да кажам мислење, бидејќи јавно кога ќе кажеш мислења, че се фатат како здраво за готово и треба да ги бираш во роите заради тоа што за ќе што почнеш да лошо? не хејте. Не, општо, За не што? лошо, Не, за собствено мислење. Друго е кога ќе Сопствено прави мислење, да. отец за... Не, например, онај дел околу Монблан беше супер и имаше тука уште многу материјал да зборува за него. И, мислам, да го доближи да луѓе во тие искуства, обичните луѓе тоа сака да го слушнат. Да. Дело, во например, Како било, што било таму, како било да, што не само сложувам, значи, ти кој рече луѓе во сака природа и тука малце го затупи, па ја си ја подај раката, не си ја подај раката. Или за црквите, или за манастирите, па ги прави. Ајде, нека помини, може да помини тоа. Но тука има многу други одговори, многу други, што, например, ти во моментов не беше спремен за тоа да го водиш, да не сватиш погрешно, разбираш. Маријана покушува еднакво да ти кажи, ти го повторуваш истото, па ја враќаш чекор назад, а таа го скокнала чекор назад со место пола гладанава настилено на црквите. Ма нема добро, помина некако, ајде че биди како што треба да биди. Не, јас се Не сложувам. разбираш, скроз дека тука ти падна малце концентрацијата и малце... на некои моменти дека Значи, во случај треба да се задржиш треба да фаза. ја оставиш Да. тој што го си Ама го им поканил батеријава не гостино, прекина, така како ќе прекини мове, гостино да кажи што например тај е многу поискусна во тој домен. Например, ќе појдат двајца луѓе на одмор во Италија. Ќе појдат двајца на одмор во Италија и ќе видат прилепченици, ќе се ако и овде не се ни познавале, таму ќе се згушка. Ама гледа, Фактички страва од непознатото и престоја во природата, она што кажуваше со мува се му смета одека, а таму не му смета. Страва од непознатото те допринесува да имаш ти таму пријател. Да, Не, чисто. Таму ти е се непознато, а Јосиф ти е познато, ти си го видел од улица. И си викаш, ова не ми е познато, змии, оси, волци, лавој. Ама Јосиф ми е познат и тој ни е блискост. тој ти е блискост. Тоа е тоа што требаше да го излечиш од Маријана, кој сакаше да го кажеш зашто луѓето, а не дека планината му помага. Страво му помага на луѓето во нештото. Блискоста му помага од непознатото. Зато тие повеќе се врзува. Знаеш колкави се личности има на планина кој ќе е загрозен животот? Тоа Маријана може да го тури потврди. некој за да спаси. Нема да те тури да те Не, спаси. најверојатно зашто Капка вода не ти дава. умират заради тоа. Па тоа е тоа и што навлеговме во джентлменството, не Така, можев да и му го кажам на основното правило на планина на горските, Добро, Маријана не го спомна или Божи го Јосиф, спомна, добро Иво. е никогаш Така се одиш изгубила и си стално спремен сам. Па да, не го кажав Не, тоа, не, дека не, не го никој слушам. Не, го кажа тоа, дека си сам на себе. Сам го Значи, качуваш тука е прво. ризико во високогорските, да речам, качувања, ризико е собствен.
И Па тоа беше потпишуваш. кога спомна за джентлменството, му Ама ја не кажал бев дека тука во нема петот машко први. и женско джентлменство, Така. дека секој Да. дека е Така, човек. така, да. Па на тој начин се разликава се намалува? Да тоа кажеш дека јас одам за мене и со мојата сила се носам себе си. Не потреба Подкастот треба да види сега како е разговор што прави. Момент. А моменте, Се изгледаш. моменто се Јас случува. вака ќе ти речам тебе. Или да смениш пијачката во текила, Добро. или Не, текила да пием сега. Или вода. Ова Не, ќе те не, меке да ти скроз. кажам, нема врска со алкохол, јас го следам сите денови овдека. Јас. Но секој со говор, значи за оваа тема тој не е спремен за да што да потпраша. Значи другите теми му се блиски, сега веќе доволно го запознав да се не го знае и затоа не можеше да биде. И плюс тоа премногу е уморен и му падна концентрацијата. Секој ден снимам и Значи не тоа е, снима еднаш неделно значи ова. тоа е работата. Значи ништо друго Не, не е. беше убаво, јас може да си правам да муабет до други ден само гледам дека почна тие да Не да тие се бе, изразяваат. окей, кој почна? Јас не сакам да барам Се оправдување за лава себе и фокусот и ова ќе многу, го не- кажуваат да сите јас сум 100% Може се така. точно пресечено. Ама за денеска конкретно бев 2 сати на забор. Разбираш? Со анестезија. Значи нема оправдување. Нема Стварта е затоа заморно. сакам да кажам. И Јас едно време сакам да штракнам, речам чекајте тоа не е пауза и да продолжиме. Тоа не е оправдување, ама сакам да кажам е малце за самава гланапор, сетото, значи ти реално Оре, најде ти денеска за мене да видиш уморен, шо имаш ти против мене кога јас не Немам ништо, јас сум уморен за овој момент, јас само тој ми е тешки момент, што го рековте со џубрево, стварно долго. Менте те испусти, јас малце да Еј, те... Ама не, ја не го испустив, јас му само Решавај, што добра критика, ова е добра Шема да ми критика. испусти Така, Не го бенде. криташ ти, него не чиниш глупци. Му кажуваш, што забележа дека може да се смени. Тоа е добра критика. Тој течеше супер. Така се дава критика, тоа е. Ама и секој ден на различни теми не можеш па Како прво прекрасно течешеш дур не прекина камера, што Да, камерата да. се Дали сепа. тоа Тоа што прекнеш, најдошме до. Само знаеш како, ти што викаш, Сами талент на во ред, концентрација. талент имаш, способност за да водиш што имаш. Испразно може ти Брзина. фали. Да се кладеме дека Да по ти 10 кажам сезони нешто, знаеш што со приметив? целосна анестезија подобро ќе ги искажеш. Не, јас друго Не, не, сакам. анестезија ти Знаеш, кажам, само ама не, што може дека влие на концентрација. Ама тоа е искуство, може. ама Знаеш, друго што искуството приметив влие како на е? цела работа. Што ме уморува? Дикцијата кога ќе разговараш со било кој, ти е таква права, монотона, ме разбираш? Така се зборува дали баш. Да, потиво. Значи ја не велам дека не треба така, тој може да е тако природен, ама за ваква работа треба малце да внесиш во тоа жар во нешто. Но ти вака испаѓа ко не е толку лежерен муабет, од лежерен уште по-лежерен. А за да види муабетот да течи, некојаш треба малце и конфликтно да настапиш. Не конфликтно за да ја навредиш, него конфликтно за да даеш друга боја на гласот, друг тон, да ја размрдаш атмосферата. Отива се последни минути беа да си легнеме.